Името го дадовме, ама дивоградбите не ги даваме. Добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Македонијо, тешки опинци те газат. И не само опинци, тука и наркодилери, криминалци, тендераши, педераши. И сега сите има да ги ставам Прекутасевски и така добро има да ги испердашам по газето вака. Фике, 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 фике. А пердашот почнува сега. Според министерката за образование Мила од Финска, сме немале турско робство. Не сме веќе на учениците да им се зборува за турско робство, зашто немало такво нешто. Не постоело такво нешто. Па тоа го измислиле овие небричениве комитите и овие бричениве комунистиве. Тешко на вас да скаливе со Мила од Финска. Какво турско робство, какви бакрачи. Едноставно, од тоа што им било досадно, им прднало на османлиите да дојдат овде и да останат едно 5 века. Тие сакали побрзо да си се вратат, ама кога веќе заседнале, после ги мрзело да станат, да си одат, и башка и климата им одговарала, и момите македонки до душа им одговарале. Немојте случајно на вам да скалите да ви се испушти пред учениците дека Османбек онака си леđиски ја грабнал цвета и на сила ја однел во Сарајево. Па Боже пази, Боже пази! Па не ја грабнал тој на сила, па таа самата му отишла на кафе. Прво на кафе, а после на мафе. Еко стигнале до мафето, цвета му зела невиност на Османбек, ама не обратно. Оти Османбек бил срамежлив дечко, малку гей-френдли. Ама грабање и силеđиство од негова страна немало, цвета него го грабнала. Тоа е дозволено за Мила од Финска и низините енџио другарчиња, кога жената сама одлучува со кого ќе пие кафе и со кого ќе прави мафе. А не смее таа да биде грабната и силувана, обратно, таа треба да граба и да силува. Тоа е во духот на новото време и новата историја што пишува Мила. Значи, нема турско робство, нема јаничари, нема данок во крв, нема грабање млади моми македонки. Сето тоа е измислица на небричени, небањати војводи, хомофоби и женомрсци. Тоа Илинденското востание комитите го кренале не за да се ослободат од турците османли, зашто не биле ни заробени од нив, туку го кренале да се побунат против момите македонки кои сами оделе кај беговите на кафе со мафе, а нив како комити не ги канеле, дека се небричени и небањати. Па кој сака бе со бричени и небањати? Смрди труе! Ајде сите на спиење и сонувајте Македонија онака како што ја замислувате.